поим го откри? Но. Поимот но. Вашата група кој поим го откри? Вашата група откри поимот пуш. Вашата група? Поимот очи. Вашата група? Откри? Вашата група кој поим го откри? Поимот кожа. На што ве асоцираат овие поими ученици? Значи очи, јази, кожа, очи. На што ве асоцираат, Хелена? На 5 сетила. Дали сакаме денеска да ви запознаеме с 5 сетила? Сонце? Не. Убаво. Што има околу вас? Снег. Снег. Што врзе снег? Каде се наоѓаме ние? Во личниот двор. Во нашиот што? Парк. Ајде сега да полете очи. Дали може да ми кажете колку автомобили поминуваат во овој миг? Не. Зошто не може да ми покажете? Не гледате. Кога ќе престанете раците да ги отворите очите. Сега затворени очите, вие не гледате. Што заклучуваме? Покревање рака. Што заклучуваме? Со помош на што гледаме ние? Ајде, Евгенија. Ние гледаме со очите. Сега го запознавме кој е сетило? Сетилото. И, а тоа е? Очи. Колку очи имаме ние? 2. Запознавме со кој е сетило? Да види. Што може да се сетилото да види? Да се знаеме. Што да се знаеме? Чии убави? Убавите на кого? Покревање рака. Убавите на Македонија, убавите на природа. Што можеме? Што може да видиме ние со нашите очи? Природата да не се повторуваме. Друго што може да видиме? Се што не обслужува. Околу? Вашата задача ќе биде после секоја музика да го определите карактерот на музика. Кој ќе ми каже? За да го определиме карактерот на музиката, кое сетило ние ќе го употребиме? Сетилото за што? Ние ќе го употребиме сетилото за слух. Сетилото за слух. А тоа се нашите што? Уши. Ајде сега да ја слушнеме музиката. Карактерот на оваа музика што ја слушавме? Тажна! Какви чувства превладуваат додека ја слушавте песната? Односно музиката? Какви чувства? Среќни, тажни? Тажни чувства! Само да ја дигате. Каква беше оваа музика? Брза! Брза! Значи го определихме карактерот на музиката. Првата музика беше бавна, втората беше брза! Слушајте ме внимателно.
имаш устата. Какъв е характерът на ова музика? Тажна. Бавна или бърза? Дали ви се допадна музиката, што ја слушате? Отворете ги ушите. Може ли да ми повторите тоа што го кажав? Не можеме да ви повториме тоа што го кажав. Добро, зошто не можете да го повторите тоа што го кажав? Зошто? Затоа што не слушавме. Не слушавте. Зошто не слушавте вие? Затоа што ни беа затворени ушите. Значи, што заклучуваме? Со сетилото за слух. Кое е сетилото за слух? Уши! Што правиме ние? Слушаме! Што слушаме речења? Марија? Музика! Браво! Елена? Вашата група треба да помириса и да открие кој мирис е мирисот. Кога ќе разглашам, ќе ви кажем. Отворете ги очите. Ајде да видиме. Кој ќе ми каже вашата група што помириса? Марко? Така, вашата група што помириса? Банана. Вашата група што помириса? Вино. Вашата група што помириса? Хива. Очите ви беа затворени. Со што вие сознавте што помириса? Кој е сетило? Сетило ја сознавме миризбата. Ајде, Нено. Ние сознавме сетилото за мирис. Кој е сетилото за мирис, дечиња? Сите заедно? А сега затворете го носот. Затворете ги очите. Дали чувствувате мирисма? Не! Отворете ги. Зошто не чувствувате мирисма? Зошто има? Зошто носот беше тасна, односно затворен. Го откривме и третото сетило. Тоа е сетилото за што? За мирис. А сетило за мирис е? Но отворете ги ушите.
Дечиня, кое сетилото за вкус? Јаблико. Со јаблико што чувствуваме? Вие јадете што? Како беше чувството? Сладко, солено, што? Вие јадете што? Колко, како беше вкусот? Благ, кисел, како? Кисел. Вие јадете што? Како е вкусот? Многу кисел. А вие јадете што? Ира, како беше вкусот? Со светилото за вкус, тоа е кој? Јаблико, што чувствуваме? Слушна?